Ветувањето за покачување на пензиите од 5000 денари се реализира. Се реконструираат и градат градинки. Грижата за лицата со посебни потреби се зголемува. Младите добиваат вработувања, стипендии за најдобрите на универзитетите и можност за купување на дом. Зголемување на наталитетот следи со финансиска помош од владата. Почитувани, вечерва разговараме за социјалата. Зборуваме за плановите што се реализираат, секако ќе имаме место и за критики од досега ненаправеното или направеното. Социјалата е горка тема за сите на засегнати, а голем предизвик е државата да одговори на нивните прашања. Македонија оди напред во вистински правец. Имаме решение, но и обврска да го олесниме животот на граѓаните. На оваа тема и оваа област, вечерва на моje огромно задоволство разговарам со заменик министерот за социјална демографија и млади, господинот Ѓоко Велковски. Ѓоко, министер, добро дојдете. Добро ве најдов и наистина ми е мило и поздрав до сите нешто денеска вечерва не слушаат и ќе не гледат. Ти благодарам што дојдем. Јас би сакал да почнам веднаш со најмладите, оние кои што највеќе нас не засега, тоа се дечињата кои што одат во градинките. Ме интересира колку градинки моментално се реконструираат и колку нови понатаму имаме можност да изградиме. Секако со овие новиве мерки, капитални проекти што ги издвојува владата со она половина милиарда евра за општините, колку можеме да добиеме нови градинки, колку веќе се реализираат? Па ја најпрво би почнал од потребата, нели? За да имаш, нели, да градиме, треба да има реална потреба, тоа е за жал, мора да кажем и денеска се уште реално со Македонија да само околу над 45% од дечињата, нели, од 0 до 5 години бидат офатени во детската заштита, односно во детските градинки. И имаме, нели, голем предизвик да останатите, нели, да не кажам сите дечиња што имаат потреба и можност да бидат, нели, дел од детската заштита. Така да голем предизвикот пред сека капиталните проекти, бидејќи издействуваат голем број на задачи пред да се започне самата, нели, изградба, да се обезбедат сите потребни документи, целокупно да бидат обезбедени сите средства за да можат, нели, да се реализираат. И добара е мерката и навистина за поздравување што имаме во делов, нели, на капиталните проекти, а наменети, нели, токму од кредитот кој што беше наменски земен за да се реализира. Така да и тука влегуваат, ќе влезат дел од општините кои што ќе реализираат токму проекти во делов на изградба на детски градинки. Меѓутоа и самото министерство веќе дава максимална поддршка на објекти кои што се во тек низ градовите како што е Свети Николе, Приле, Битола, што се моментално во аеродром исто така. Тие се веќе тековни проекти кои што се започнати, ќе се нормално, нели, си има одредена динамика која ќе се реализираат. Ќе дадеме максимална поддршка година за година како ќе дојдат, нели, потребите и можностите, меѓутоа она што е најважно, што треба да направиме и што го правиме во моментов е да се направи навистина вистинска селекција онаму каде што не е потребно. Да не градиме објекти или да правиме просторни услови каде што нема можеби потреба, а да правиме онаму каде што има потреба. Скопје е навистина пример за листи за чекање, каде што дечиња има над скоро половината се такви, не токму од Скопје, и треба навистина да биде дел фокус тука, меѓутоа и низ градовите во Македонија, па ќе кажам согласно потребата. Да правиме политики врз основа на бројки податоци кои што ќе значат поддршка во иднина, а не само некоја моментална, нели, политика која што ќе нема да дадат резултати во дадено време. Така да правиме целокупна анализа и не правиме ништо, нели, случајно во самото министерство. Ќе бидеме посветени, мора да кажам дека нудиме и опција, односно можност која што е отворена постојано во текот на годината, ќе биде и тоа и во 2025 година, а тоа е да се отворат градинки во други просторни услови. Па сега поблиску вака би објаснил да биде мотив и за самите градоначалници од цела Македонија. Тоа значи дека ако имат одреден простор кој што е неискористен, или дел од училишен простор, дел од некоја местна заедница или каков и да е друг објект кој што е во нивна собственост, може да аплицираат во Министерството за социјална политика, демографија и млади преку проектот од Светската банка да се реконструира тој објект, односно простор, да се адаптира за детска градинка, да се опреми и да имаат, нели, помали групи во други просторни услови, што ќе значи поддршка за 30 или 60 на дечиња на еден простор
што ќе го растрети, нели, ќе растрети листите на чекање во централните градинки кои што ги имаат веќе или сака да ги градат. Така да ја даваме можноста, е отворена навистина за сите општини и еве мотив плюс и ние ќе го испромовираме ова и во следниот пред кога што следи, да ги мотивираме што повеќе да се користи и ова мерка, бидејќи имаме многу такви објекти кои што знаеме дека за жал стојат празни, неискористени и слично, да ги искористиме. Еве можност отворена за општините да бидат мотивирани они, секако и наша обврска е да ги информираме и доволно мотивираме за да аплицираат и за оваа мерка. Делумно ми го одговоривте и под прашањето што сакав да го имам, меѓутоа нели има сепак многу дечиња кои што од некои причини не можат да посетуваат градинка, дали е тоа препретовареност на градинките или слично, па еве рековте дека ќе се градат по потреба, односно не мора било каде, туку онаму кај што е најпотребно за градинки да се градат за дечињата. Освен со тоа, на кој поинаков начин, дали не знам, можеби ќе се зголема воспитно-образовниот кадар, дали ќе се, да речеме, реконструираат постоечките градинки, ќе се доградува нешто, како можеме ова да го спречиме за да добиеме нашите најмлади припадници на државата да бидат згрижени во институциите? Една од опциите и таа и моментално се прават такви реконструкции, токму аеродром е пример каде што од постоечки објект се доградува, нели, да се зголемат просторните услови. Тоа е добар и позитивен пример кој што се случува во моментов. Меѓутоа добро мислам го дообјасни прашањето е во делов не е само доградбата. Мислам не е само, нели, капиталниот проект што ќе се реализира и токму и кадрот кој што треба да се грижи за нашите најмили, односно за најмалите дечиња. И тука имаме навистина голема потреба и веќе еве континуирано од новава влада, нели, од месец јули навака работи континуирано на системско решение на делот на испразнатите места во детските градинки. Меѓутоа имаме една пречка која што еве мислам дека ќе се реши за многу брзо време, ќе влезе законот, односно треба да ја влезе веќе во собранска процедура, а тоа е законот за заштита на децата, каде што за жал денеска и да распишете оглас да се вработат стручни кадри како неговател, воспитувач и другиот стручен кадар од детската заштита, нема да најдете премногу луѓе, бидејќи за жал повеќе од една година веќе застанат е процесот за лиценцирање на овие луѓе кои што аплицирале. Таа веќе бројка е над 2500 вакви баратели на лиценци во нашето министерство, така да со измените на законот кој што ги најавме уште од техничката влада, јас како технички министар, денеска веќе се реалност во собранието и мислам дека за брзо време ќе го откочиме тој процес да можат овие луѓе да се лиценцираат. Меѓутоа, она што сакам да го напоменам, а што е можеби поважно, е она што е направено во тој систем за лиценцирање, дека тој постои. До 2023 негде таму октомври месец се одвивал, меѓутоа имаме на листите за чекање такви братели кои што од 2021, 22 или 23 година што поднеле, не биле повикани за лиценцирање. За жал на нивно место некој се лиценцира кој што поднел барање после нив, односно 23 година и слично, така да селективно било правено тоа со намера и за жал денеска и да распишеме оглас, избораме и да и имаме намера тенденција да вработуваме и да ги пополниме кадрите кои што за жал се испразниле поради пензионирање, заменување, нели, на друго работно место или слично, да денеска ние имаме навистина проблем, затоа што некој правил селективна селекција, нели, на кој да полага, кој да не полага до таа 23 година. Така нема да биде пример со новиот закон, односно измената што преме. Сите луѓе кои што имаат аплицирано, односно граѓани на Македонија кои што имаат аплицирано за лиценци за воспитувач, неговател и друг стручен кадар, ќе се иде под иницијата прв до еден прв услушан. Така да тука мора да има систем и системот мора да функционира и тука мора да бидеме сите исправени пред тоа. Само ќе напоменам дека тешките времиња се навистина дојден и немам сомнеш дека владата и особено вие како министер ќе имате најдено начин како да ги исправите овие грешки што си имаат наталожувано од минатото. Кога сме и кај младите, јас би спомнал, бидејќи сега ова како ново министерство му доаѓа, нели, демографија, социјала и млади се воведе во министерството, па тука доаѓа и најгорливото прашање, што ќе направиме, односно што ќе преземете како министер за намалување на иселеноста на младите?
Па да фатиме вака како јас би тргнал од демографска политика, бидејќи нели стана дел социјална политика, демографија и млади. Не случајно е тоа направено и навистина мора да го истакнам залагањето на сегашна премиер Христе Мицкоски, кој што навистина буквално беше вака за ова прашање вложен да биде ваква формулацијата на самото министерство, односно она што ќе го работи, и не случајно е направено тоа, бидејќи убаво го потенцираше прашањето, тргаме од младите зашто се селуваат, нели, меѓутоа демографијата како целина, значи голем проблем кој што треба да го решаваме не за 4 години, тоа е прашање кој што се решава години и години од сега, меѓутоа битно е да се воспостави систем на мерки кои што ќе значат, нели, првин ќе речам за уздување на ваквата демографија која што имаме за жал во моментов, не само во Македонија, тоа е слики на Балканот и во Европа, ако ги видиме статистиките, нели, сликата не за џабе го нарекуваат и стар континент, тоа е назив кој што го добиле заради демографската политика. Меѓутоа со сет на мерки и активности ако ги преземеме, мислам дека може да постигнеме првен за уздување на ваквата состојба, а потоа и, нели, започнување од негде, нели, да тргнеме кон подобрување на самата ситуација. Зошто тргаме демографијата, бидејќи знаеме дека ги гледаме последните, нели, статистики, дека наталитетот се намалува во Македонија за жал. Тоа е политика, едно е на, нели, ако видиме дека денеска секој второ семејство има само едно дете, нели, во рамките на домаќинството и слично, се до оцелување на голем број на млади луѓе. За жал во овие, да не кажам, ајде сега критички да не биде 7, меѓутоа ајде и повеќе години од 7, нели, соцелуваат континуирано и тоа ствара, нели, состојба да наталитетот биде на тоа ниво кој што е денеска за жал Македонија. И ако не преземеме сет на мерки, тогаш ќе нема да збориме веќе за детски градинки, ќе збориме за, претпоставувам дека, за старски домови и домови за стари лица, и тоа ќе ни биде, претпоставувам, главни теми доколку не преземеме и одредени чекори. Меѓутоа, затоа и сме исправени пред предизвикот да ова прашање го отвориме, го разговараме буквално од сите сфери. Тука не е само во прашање Министерството за социјална политика, демографија и млади, тука се во прашање и многу други од министерствата кои што треба, затоа реков, сет на мерки. Со една мерка или само со едно министерство не се решава прашањето. Треба сите заеднички да се вложиме како држава. Тука ги вклучува и локалната самоуправа и сите други кои што треба да дадеме сет на мерки кои што се предвидени во самата програма, меѓутоа и кој стратешки документ е ќе дојде и во владата, кој стратегија за демографија во владата за многу брзо време ќе биде усвоена и треба да го следиме тој тренд за да можеме да постигнеме одредени резултати и треба да бидеме сите исправени пред предизвикот, бидејќи нема да биде лесно. Значи, ќе имаме доста голем предизвик и сите треба заеднички да работиме да постигнеме одреден ефект, како би ги спречиле младиве, нели, како прашање да не заминуваат од нашата држава. И тука ќе следи, затоа е дел од демографско прашање, нели, заминувањето, бидејќи ако остана тука веќе, нели, сме го промениле стилот на живот, стилот на размислување кај младите луѓе. Една работа вака која што е потенциран постојано е дека младите луѓе веќе мислам дека од Македонија не заминуваат заради плата, заради, нели, средства што ги добиваат заради својот работен труд. Веќе заминува затоа што во држава немаше систем. Така. И нема систем. Значи нема квалитет на живот. Затоа младите не сака да се јавува кај никој еден од нас за да добие извод побрзо од оној регуларен 5 дена работа. Не сака да чекаат за пасош подолго од месец и пол, 2 или 3 да не може да се, нели, фотографираат, а потоа и да чека уште толку за издавање, нели, на таа патна исправа. Луѓето не сакаат тоа. Веќе младите луѓе не го сакаат тоа, сакаат систем каде што ако е законски 15 дена за тоа време да се фотографира, да го добие таа патна исправа или кој да е документ у Македонија или не знам да иде на лекар со термин кога е утврден. Значи таква е динамиката на животот, за жал во цел свет, така и кај нас и тоа е претпоставувам дека нормално и младите луѓе веќе сакаат ред и сакаат квалитетен живот и мислам дека една од главните причини токму ова што заминуваат ете во
во Европа, па и нели во другите пошироко во светот, затоа што таму има систем. И се почитува и гласот нивни, се почитува и нивното право, секако има тоа врски кои што треба да се ги исполнат како што и во наша држава, меѓутоа мислам дека тука е ова е круцијално и веќе не се работи за парите, бидејќи ако искочите денеска на пазарот на трудот, мислам дека е млад човек да е само надвор од администрацијава, бидејќи таму знаеме какви се платите, се друго е со 30 или 40 или 50% подобро платена нивната работа и нивниот труд. Така да тука веќе немаме дилема дека навистина се платени младите умови во Македонија, меѓутоа системот е тој што ги тера за жал да напуштат Македонија и треба да го промениме тоа. Треба да направиме систем каде што ќе се почитуваат сите работи. И кога ќе заврши, зборам целокупната и ова влада ќе си има мандат одреден, ќе дое следна, тој систем да обстои, да не биде растурен како што тоа беше случај минатите 7 години, да се што било воспоставено како систем, како процедури, како работни етики во сите министерства, агенции и се што функционирало, да биде растурено затоа што тоа некој не му се допаѓало или било направено од некој нивни претходник. Мора да градиме држава на систем, само така мислам дека ќе ја видиме Македонија поуспешна и подобра, а младите луѓе ќе препознаат тоа и секако ќе ќе останат и ќе бидат дел од наша држава. Имаме низа и сет на мерки кои што ќе ги употребиме за младите да ги мотивираме. Само две ќе ги напоменам кои што се веќе најавени од страна на премиерот. Тоа е таблет за секој еден студент на 35.000 студенти кои што моментално се запишани во сите универзитети во Македонија, да го користат ова како право и мислам дека ќе биде мотив тоа. И доста голем бенефит за доста голем бенефит е веќе се технологија, се сведува на токму на тоа. До животот на студентите што треба да се подобри, се реконструират сите, гледам дека студентски, односно ученички домови, да. За сега тоа е во фаза и тука ќе добијат буквално вака директно бенефит самите студенти и не мора да идат навор, кај што гледаме дека во Словенија, не знам, студирале над 2.500 наши, не треба да идат бидејќи тука имаме доволно и квалитетни професори и квалитетни студии кои што ќе ги продуцираат нив како кадри, а потоа ние ќе си ги употребиме во нашите работни процеси да останат тука во Македонија. Така да ќе има многу мерки што ќе бидат од поволно за нив, ама едно по едно како ќе воспоставуваме пракса, така ќе ги објавуваме, така ќе ги промовираме за да знаат. Ја морам да се согласам со вас дека не е секогаш и до платата во прашање, како што напоменавте, и системот едноставно не функционираше, имаше моменти кога одеа, сега сите знаеме, јавна тајна е да му дадеш на некој пари за да ти извади извод за книга од матични родини, едноставно тоа нешто веќе треба да запре и затоа имаме план и веќе тоа треба да се стави крај. Кога сме кај младите, што да превземеме за вклучување во општествениот живот? Има еден сега закон за младинско учество и политики. Може ли нешто пократко за овој закон за младите? Оно што сакам за законот за младинско учество да го потенцираме е дека за прв пат Министерството сега порано било под агенција за млади и спорт, за жал, сега веќе буквално како поинт на Министерството младите. Од првиот ден, заедно со министерот и раководството на Министерството, буквално сме присутни на сите трибини што се одржуваат, кај што сме нормално поканети, повикани како ресорно министерство, да бидеме вклучени најдиректно со сите младински организации, амбрела младински организации, каде што го слушаме нивниот глас. Значи, буквално сме присутни сегде, го даваме нашето образлагање до кај сме, што сме, како ги гледаме младинските политики, меѓутоа тоа е вака нашето представување. Се друго очекуваме од нив како млади луѓе, бидејќи учествувале и пред ние да бидеме дел од оваа сегашна влада, така да направиле закон кој што има одредена рамка, добар е за респект, меѓутоа треба тоа се обнови, да биде согласно новите современи текови на младите и да биде функционален. Тоа е најважно. Значи, закон ако биде направен само за да седи во фиока, тогаш не сме добили ништо, односно младите за жал нема да добијат ништо освен закон во некаква рамка и ако со тоа треба да се фалиме, тогаш сме згрешили поентата. Така да затоа бараме од нив
да ни ги дадат сите забелешки, сите насоки кои што ги гледаат они како млади луѓе каде може да се движиме во однос на токму на законов, на измени на законов, ќе ги прифатиме сите, ќе ги разгледаме нели нормално се што е применливо, се што треба да биде во полза за младите, да може да биде имплементирано во следните месеци. Така да работиме активно, првин да ги сослушаме сите работи, ќе ги ставиме на хартија, ќе го изработиме, ќе го дадеме повторно на една општа дебата, нели? Учесници сме и активно во клубот на млади претендници, нели, во собранието на Македонија, и таму заземавме активно учество, така да сегде го фаќаме секој еден сегмент и ќе бидеме сегде присутни за да можеме да ги слушнеме сите аспекти на сите млади луѓе во Македонија. Многу убаво кажавте, не е само да се направи еден закон, колку да стои во фиока, туку треба и да се работи по него, а за жал можеме паметиме многу такви закони што изминатата влада ги имаше направено, па еве денес не дека се лоши, меѓутоа не се работи по нив. Ја начнавте демографијата. Јас би сакал да прашам дали би имала зголемена помош од државата за мајките и доколку има каква, бидејќи знаеме за првородено, второродено, третородено дете не беше нас навистина на еден голем акцент имавме ставено кон тоа. Дали ќе се зголеми оваа помош и дали ќе продолжи понатаму да се реализира? Ќе дам еден вовед, па ќе додам зошто е важен воведот, мислам дека ќе ме сватат сите. За жал, со промената на законот во 2019 година, не само што не се покачија износите, односно мотивот, а знаевме каква е демографската, односно кон што води демографската политика во тој момент, гледајќи ги бројките, нели, на новородени, дека опаѓа тој број од 20 и таму 5-6 да полека веќе се слева секоја година минус по 2-3 илјади новородени да имаме низ годините, да денеска само се 16.500, мислам дека за изминатата година. Гледајќи го тоа, не беше преземено ништо, односно ништо не беше преземено ништо, туку законот направи ограничување да и она мотивација за трето дете да биде сведено на еднократна помош, односно биде врзано со приходи минимални, а тоа може го оствара само оние кои што се реално социјални случаи, а не и други, нели, лица кои што можеби немаат големи примања или некоја средна плата, а овој додаток им бил, нели, од потреба од голема мера за да нормално 3 дечиња да се издржат дома е сепак трошок и слично. Така да со тој закон се направи за жал една таква демографска политика што беше, нели, антимакедонска, мора да кажам, во тој момент и за жал е до денеска, така тоа не е померено. Она што го предвидуваме во самата програма е покачувањето на правата за првородено, второродено, односно третородено дете и тоа во солидни износи, за разлика, нели, од сега што се во моментов, кои што ќе бидат, пазете, ја реков, треба сет на мерки. Ова е само една од, нели, поволностите кои што ќе ги добијат, ќе го добие домаќинството, односно семејството, е таа еднократна помош која што можеби, нели, ќе се потрошат за месец дена тие средства, меѓутоа е една мерка, е еден сегмент од целината за подобрување на, односно мотивот кај демографија, нели, да се коригира тој тренд. Така да тоа ни е една од замислите и мислам дека треба да се имплементира, се даде резултат во одредени општини кои ги видите до таа 2016 година, 17 даде со покачување за третородено дете во одредени општини и со 130%, кои ги видиме бројките вака наназад, ќе видите дека навистина негде имало мотив самиот тој закон што бил тогаш бил мотив да, нели, се покачуваат овие бројки, не само тоа, па ќе кажаме само еден елемент, ништо повеќе. Тука има и за мајките ќе има исто така се размислува и оној персонален данок, нели, кој што ќе биде платен да биде вратен на нивните, нели, сметки за новородено, нели, детенце, така да и тоа е форма, се разработуваат сите како форми, секако потребни се финансиски средства, меѓутоа, нели, ќе се обезбедат, само е битно да се направи структурата како ќе течат тие проекти и како ќе бидат испромовирани и тогаш ќе кажам, ќе бидат сите овие проекти еден по еден, нели, објавувани и презентирани, да јавноста биде и поблиску запознаена и начинот како ќе ги користат и кој треба да ги користат да бидат, нели, поблиски до самите граѓани.
Мислам дека има и најава и за помош и за близнаци, ако не се лажам. Помош за близнаци има за продолжување, тоа си постои во законот, е тоа за месеците кои што ќе треба да останат дома. Значи тоа си е постоечко и таму е плюс 3 од сегашните, нели, 9 на плюс 3, односно година дена доколку се близнаци, така да меѓутоа сите форми кога ќе се отвори прашањето, зборам за какви ќе бидат на доместоците, тогаш ќе се говори за сите форми каде ќе отидат, бидејќи и законска имаме регулатива, подзаконски акти, бројките мора секогаш да се видат статистика, па ќе кажам, ќе се вратам на почетокот, градиме политики врз реални бројки. Не градиме политики колку да бидат, нели, испромовирани, да бидат само политика за пропаганда. Значи правиме системски мерки, не нешто што ќе биде само популистички. Кога сме кај младите, мајките, на еден начин еве семејство да кажам, повторно се враќа на тема оден проект кој што беше во минатото, Купи куќа, купи стан, сега е Купи куќа за млади и навистина мене ми е многу драго што повторно го враќаме овој проект, бидејќи мислам дека навистина многу ќе им помогне на младите и за купување на дом и да оформуваат семејство. Може ли малку подетално за ова пред да одиме на другите теми за... Да. Купи куќа за млади, ги презентираш ти проективе како што се од програмата. Купи куќа за млади беше поранешниот на Купи куќа, купи стан, нели, познат до 2017 година. Модел кој што покажа доста добри резултати. Во тој момент го водеше Министерството за финансии, беше водечка во рамките на тој проект. Денеска ќе ги воспоставиме повторно, бидејќи се работи за низа на активности кои што треба да бидат преземени, зашто тука се во самиот модел треба да бидат вклучени учество од страна на младите, нели, или ќе биде комплетно, нели, кредит кој што ќе треба да се земе за да се изгради и слично, така да различни модели, дали ќе се вклучат општините, прашањето, нели, со давање на одредени бенефиции по однос на парцели кои што ќе бидат наменети токму само за ваквиот проект, така да тоа е сет на активности кои што мора да бидат преземени пред да биде чиста целата ситуација, да можеме овој проект да биде испрезентиран пред младите, меѓутоа активно ќе почне да се работи во следниот период, ќе се дефинираат сите работи кои што треба да бидат во рамките на проектот, кои што ги напоменав сега, и да има на крајот да бидат возможни за младите. Не да бидат, да направиме модел кој што ќе значи, не знам, поголем терет или така да отиде сам ќе се окупи, нели, и за поевтино и ќе се направи за поевтино. Ние треба да го видиме моделот кој што ќе значи дека младите ќе добијат, нели, проект кој што ќе значи поевтино, нели, за нив. И тоа е целта, затоа да ги задржиме. И ова е, мислам дека еден од вака подобрите проекти во програмата што имаме, од кој аспект веќе знаеме дека младите, таков е трендот и така треба да биде, мислам дека во едно општество, да младите бидат, нели, осамостојни за, нели, многу брзо време после наполнување на нивната 18-та година, и веќе тоа е тренд во Македонија, европски тренд е многу одамна, меѓутоа е и кај нас дое таквиот тренд и го почитувам, секако приватноста на младите, нели, творење, осамостојување е многу важно, нели, за да се градиме како личности, така да затоа максимално го поддржувам проектов и се што е, нели, околу она што треба ние како министерство, односно јас како и како заменик да учествувам и да давам допринос, максимално ќе бидам посветен и ќе направам да овој проект, нели, биде реалност што е можно побрзо за младите луѓе во Македонија. И ова е на еден начин и помагање да се остане тука во државата, да не се заминува во странство. Баш и во најавата спомнав дека социјалата е малку една горка тема, така да јас сега би се осврнал на постарите, почнав од најмладите некако и одиме, нели, на кај постарите лица. Дали ќе се инвестира во нови домови за стари лица, бидејќи мислам дека во Скопје има само еден, а премногу се приватни. Како може да се реши ова прашање? Да, на времето се изградиле тие што се зорам, реално се 4 во Македонија, што се под министерството, нели, таму пензискиот фонд има дополнително, ние тие ги викаме, нели, домови за стари лица кои што живеат овие луѓе. 49 се на територија на цела Македонија,
најголем дел нели приватни, кои што за жал цената кај нив, јас не викам си има трошоци и вработени храна, се е пораснато нели поднос на Да. нели за да качат и они цената нормално за да работат профитабилно. Се бизниси на крајот од денот и тоа е реалност. Да, се размислува и тоа е и во програмата вклучено, меѓутоа еве и работиме веќе со општините каде што имаше начално основни проекти за старски домови да веќе ги аплицираат до Министерството за социјална политика, демографија и млади, да може да влеземе веќе во реализација на токму на изградба на едни вакви општински старски домови што ќе бидат нели низ Македонија. И тука го гледаме повторно оној нели баланс да биде, да не биде тоа сконцентрирано само во Скопје, да биде дисперзирано низ како што е потреба низ Македонија. Само со таков равномерен развој можеме да размислуваме за добра и нели успешна татковина нели како комплет. Така да и тука работиме максимално, меѓутоа и ќе поддржиме и приватниот сектор повторно. Тоа беше една карактеристика до 2017 година и мора да кажам дека се покажа како солиден, како успешен проект, бидејќи у тоа време за многу краток период се изградија повеќе од 15 на приватни старски домови со оние субвенции минимални кои што беа дадени во тоа време и поволности што ги добија од страна на владата, односно општините, така да и како модел се покаже успешен и мислам дека треба да се продолжи. Секако треба да бидеме поддршка со цел отварање на што поголем број, така да мислам дека цената и ќе се мислам избалансира и ќе дојдеме до нешто што е оптимално и ќе дадеме барем можност на повозрастните кои што навистина за жал заминуваат, младите остануваат сами во своите домови, не може се грижат за себе и мислам дека се неминовни старските домови, така да за жал мора да разговараме и за таа тема и не треба да обегнуваме бидејќи на крајот од денот така тоа е животен циклус и не можеме да го избегнеме, така да и тука работиме и на таа тема отворено и сега намо каде што имаме иницијативи, ги разгледуваме, па ќе кажам документација е, процедура е, мора да бидат испочитувани сите правни елементи за да дојдеме до конечно решение, односно конечна реализација. Меѓутоа помагаме максимално како министерство и даваме совети на секој ден што се обратил да даеме насока како тоа да биде нели успешно направено, навремено да нема нели грешки во целиот процес. Лицата со посебни потреби се соочуваат во доста големи пречки во реалниот живот и во системот. На кој начин Министерството помага да им се олесни животот на оваа група на граѓани? Ќе кажам за жал потребата нив каде животот нели ги однел да имаат некакви пречки во смисла на дали тоа физички бариери или комуникација и слично. И ние како општество за жал мислам дека свеста треба да градиме уште повеќе. На што мислам кога говорам ова? Ние како министерство можеме да дадеме и повеќе пари. Можеме да дадеме помагала. Сето тоа ќе го направиме, меѓутоа за жал бројот нели го гледаме дека во континуитет расте поднос на нели на појавата кај лицата со пречки, независно па ќе кажам нели умствени или интелектуални или физички. Меѓутоа свеста кога говорам кај сите чинители, почнувајќи од Министерството за здравство, кој што треба да биде нели првиот во низата нели на детектирање пред се на ваквата појава, ставање во еден систем и затоа и во моментов се гради и ќе се има еден проект кој што е во почетна фаза, меѓутоа ќе го мислам дека ќе го забрзаме од 2025 година да дојдеме до некоја фаза каде што сите заедно како чинители, Министерството за здравство, Министерството за социјална политика, демографија и млади, Фондот за здравство, Пензискиот фонд во Македонија и другите чинители да бидеме сите во еден систем каде што од нула буквално ќе влезе во нели во здравство, па сето следење нели во на детска заштита, во социјалниот дел, потоа и нели образование секако каде е во таа фаза, да го следиме напредокот на токму на едно вакво лице, за да можеме да ги градиме политиките. Вака денеска
ако тргнеме ние денеска земеме база на подоци, за жал од правата што ги примаат во социјала, доколку нели се пријавил одреден корисник, или ги зијаме од самите здруженија на граѓани на инвалидските организации, како нивна статистика на пријавени нели нивни членови што ги водат во нивната база, и врз основа на тоа ние градиме политики. И тука вака устат ќе ви кажам дека можеби дел од нив се погрешни, бидејќи немаме нели точен параметар за што станува збор, каква е нивната потреба, бидејќи таму имаме индивидуални потреби, нели што се различни од можеби групните потреби. И ние тука така за жал години, не зборам 7, не зборам 10, така да години така се постапувало, и се тоа треба да промениме, да идеме така на начин кај што ќе градиме политиките врз основа на, па ќе кажам, податоци и потреби согласно денешните нели реални потреби што ги имаат овие граѓани. И тоа е основата. Се понатака, ние навистина добиваме средства од познати од игри на среќа, каде што повеќе од 60 милиони денари годишно ги даваме на инвалидските сојузи, за да можат они на своите членови да дадат поддршка по различни основи, да им дајме поддршка во тоа што ќе значат права од социјала и слично, така да ние тоа ќе го правиме континуирано и тука нема збор, ќе ги согласуваме, онаму па ќе кажам каде што има потреба реална и доколку дозволуваат и финансиските средства или нормално буџетите во годините што следат да се покачат токму овие права, меѓутоа на крајот треба да ги гледаме тие да бидат повторно ќе речеме квалитетни и да се вклучат тука секако локалната самоуправа, каде што заеднички ќе елиминуваме токму овие бариери. Ако се гради, ќе земам пример, еден тротоар или еден булевар на некој од нели општините низ Македонија, не мора да е само нели Скопје, да се испочитува правилото на лицата со токму соштеден вид, да се направат оние потребни тактилни патеки, каде што ќе можат нели они од точка А до точка Б да отидат без да имаат некоја директна нели поддршка и слично, така да тоа мора да градиме. Тоа е вака, не чини многу пари, меѓутоа треба да бидеме свесни за тоа, реков, за тоа, и сите ако бидеме во форматот на нивната потреба, нели, така да ќе изградиме тогаш еден систем во општеството каде што тоа ќе биде правило. Нема да треба да биде исклучок или да каже министер или да каже нели влада да заложи да се градат, не знам, пристапни рампи или слично, да има толкувачи за знаковен јазик онаму каде што треба да има во институциите, за да можат луѓето што ќе дојдат таму со таква потреба да си го побарат своето право, нели, како граѓани во Македонија. Тоа треба да биде систем. Не треба да биде исклучок, не треба да биде наложено од страна на државата, така да тоа сакаме да го изградиме. И само така ќе им го лесниме, претпоставувам дека пристапот ќе ги направиме да бидат помобилни и да бидат покорисни во општеството, а секако вклучувањето е на пазарот на трудот е вака и мерка која што навистина сакаме да примениме, сме го правеле тоа исто така во минатото, така да треба да продолжи, мислам дека како модел, да нови лица кои што се и работоспособни, мислам се чувствуваат работоспособни, да им дајаме можноста да се вклучат на пазарот на трудот и да бидат навистина активни и продуктивни пред се за себе, а потоа нормално и за самата држава и за општеството каде што живеат. Се согласувам дека е потребна промена на системот. Неколку пати го спомнавме системот како потреба за промена. Министер, јас ви благодарам за вашето одвоено време да бидете со нас вечерва. Ја имавме оваа тема која што можеби не ја спомнавме, меѓутоа е доста позната во јавноста, пензии повисоки за 5000 денари, така да во вашето обраќање за крај за оваа емисија може и нешто кратко на тоа за гледачите. Први ти благодарам за можноста да бидам дел од подкастот на тебе како млад човек кој што навистина мора да потенцирам дека темиве и она што го гледам низ сите подкасти што ги правиш дека одлично ги владееш и навистина си запознат и ме радува што така млад човек како тебе е на вакво ниво и се надевам дека ќе имаш многу успех и понатака. И да завршиме со она што нели беше и во техничката влада едно од главните ветувања на ВМРО ДПМН во нивната програма, мислам во нашата програма, а секако и владината програма беше една од првите мерки кои што се спроведе и стана реалност за највозрастните нели во нашата држава,
а тоа беше покачувањето од 5000 денари на нивните пензии, 2500 денари веќе се реалност пред само месец дена, а другите ќе бидат со исплатата на 1 април, нели заокружени овие 5000 денари како предизборно ветување во рок од 9 месеци, не година дена како што беше ветувањето, да го исполниме тоа што сме го ветиле на пензионерите. Навистина ме радува оваа мерка, бидејќи ако видите дека 2/3 живеа буквално под 20.000 денари, кој што е под секаков минимум во Македонија и под минимална плата и буквално на минимална пензија, живеа, ме радува дека фактот ги покачивме нивните пензии и денеска може да говориме дека пензионерите навистина веќе може да се чувствуваат достоинствено во овој момент. И тоа е вака факт кој што навистина ме радува и ќе продолжиме секако да се грижиме за нив како категорија на граѓани, бидејќи ќе кажам дека они се тие кои што ги ставиле столбовите на оваа држава, а ние треба да ги градиме нели понатака за да имаме една стабилна држава и стабилна нација. Министер, ви благодарам многу. Благодарам. Почитувани гледачи, ова е една малку така погорка тема и за разговарање и за слушање, меѓутоа ми е многу драго што нашата влада и особено министерството имаат слух за граѓаните и помагаат на секакви начини. А до вас имаме еден голем поздрав и се гледаме веќе следната емисија во 20 часот на Facebook и YouTube каналите на ВМРО ДПМН. До тогаш поздрав и секое добро.